Знаете, постои еден цел јазик што се зборува постојано околу нас, ама е сосема тивок. Тоа е јазик без зборови, а сепак открива многу повеќе од која било реченица што ќе ја слушнете. И најинтересното, повеќето од нас воопшто не сме свесни за него. Епа, денес ќе се обидеме да го дешифрираме токму тој јазик, говорот на телото. И да се разбереме, оваа идеја воопшто не е нова. Дури и големиот Шерлок Холмс го сфатил ова пред повеќе од еден век. Како што вели тој, не се работи за некаква магија, не, се работи за чисто остро наблюдување. Говорот на телото е всушност серија на траги, нели? Траги кои само чекаат некој да ги протолкува, баш како докази на местото на злостроштвото. А нашето денешно истражување тоа доаѓа директно од изворот, од воведот на една од, би рекол, најважните книги на оваа тема. Така што сватете го ова како едно заедничко патување во светот на невербалната комуникација, а водичи ни се пионерските сознанија на авторите. Добро. А сето ова започнува со една приказна. И тоа каква приказна? Зборуваме за Алан Пис, еден од авторите кој уште како 11-годишно момче открил нешто како супер моќ, додека продавал обични сунџери од врата до врата. Значи, кое било неговото прво големо откритие? Сватил нешто неверојатно. Кога некој му викал бегај, ама во исто време имал отворени дланки, младиот Алан знаел дека тоа не е вистинска закана. Тука му светнала сијаличката. Сватил дека зборовите и телото често раскажуваат две сосема различни приказни. И погодете што? Телото речиси никогаш не лаже. И оваа вештина, оваа супермоќ, не била само некаква детска игра. Не. Алан Пис ја усовршувал и ја користел низ целата своја кариера. Замислете, од продажба на садови како тинејџер, дошол до тоа да стане најмладиот агент што продал полиси за осигурување вредни над $1 милион. И тоа само во првата година. Клучот? Тој не ги слушал само зборовите, тој ги читал луѓето. Добро, ова сега не носи до едно навистина клучно прашање. Ако оваа вештина е толку моќна, колку сме свесни ние самите за сигналите што ги испратја нашето собствено тело, а? Сигурно сте ја слушнали изреката, нели? Го знам тоа како сопствениот длан. Ама, ајде искрено, дали на вистина го знаеме? Еве, застанете за момент. Кога би требало да го препознаеме сопствениот длан на слика, помеѓу десетина други, дали би успеале? Одговорот можеби ќе ве изненади. Всушност, шокантен е. Експериментите покажуваат дека помалку од 5% од луѓето можат со сигурност да го направат тоа. 5%! Замислете, повеќето од нас не го препознаваме ни делот од телото за кој тврдиме дека најдобро го знаеме. Ама чекајте, има и ништо уште пофасцинантно. Ајде да замислиме една сцена. Влегуваме во хотел с колови. И точно на другиот крај гледаме како некој друг влегува во исто време со нас. Лицето не му се гледа, скриено е зад некои растенија, ама го гледаме телото, облеката, начинот на кој се движи. Во еден таков експеримент, каде што на другиот крај всушност имало огромно огледало, резултатите биле просто неверојатни. Дури 85% од мажите не сфатите дека гледаат во сопствениот одраз. 85%! Еден дури и прокоментирал нешто во стилот го мислите оној дебелиот грд тип таму? Неверојатно. Кај жените, бројката била нешто помала, но сепак, 42% не се препознале седеси од вратот надолу. Значи, што е поантата на сето ова? Прилично е јасна. Ако пропуштаме толку многу информации за самите себе, само замислете колку многу критични информации пропуштаме за другите луѓе во секојдневните разговори. И ова е совршено илустрирано со еден друг експеримент. Сцената е ваква. Туристи бараат информации од службеник на шалтер. Во еден момент, службеникот се наведнува под шанкот, наводно за да земе нешто, и на негово место се појавува сосема друг човек. Зборуваме за различна коса, друго лице, друга облека, се. И резултатот? Ке се шокирате? Цели 50%, половина од луѓето, воопшто не ја забележале промената. Едноставно, продолжиле да зборуваат со потполно нова личност како ништо да не се случило. Ова само покажува колку малку навистина гледаме, дури и кога мислиме дека гледаме. Добро, што ни кажува се во ова?
каде не води? Не води до една многу моćна метафора, а тоа е дека, изгледа, повеќето од нас се движиме низ социјалниот свет со изгасени светла. Токму така. Без да бидеме свесни за невербалните сигнали, ние сме практично слепи за еден огромен дел од човечката комуникација. Ги слушаме зборовите, да, ама го пропуштаме целиот филм, целиот контекст, сите емоции, вистинските намери што се кријат за тие зборови. И тука, токму тука, лежи целата суштина. Гледајте, учењето на говорот на телото не е само да се научи уште една вештина. Не, тоа е многу повеќе. Тоа е како да сте биле цел живот во некоја темна соба и конечно некој да го запали светлото. Одеднаш се добива смисла, се станува јасно. Ајде накратко да ги сумираме клучните поенти. Прво и најважно, телото е често многу поискрен гласник од зборовите. Второ, читањето на телото не е некој вроден талент што го имаат само одредени луѓе. Не, тоа е вештина што апсолутно секој може да ја научи. И трето, кога ќе се совлада оваа вештина, таа може фундаментално да ги промени сите наши односи, и лични и професионални. И за самиот крај, да завршиме со едно прашање за размислување. Навистина вреди да застанеме за миг и да се запрашаме. Како седиме во моментов? Дали рацете ни се прекрстени? Дали сме навалени напред? Или пак удобно сме седнале назад? Што открива нашиот тифок, невербален јазик токму сега, во овој момент?